председателе. Многу интересен закон, предлог закон за кој што очигледно ќе имаме консензус да се изгласа, дека има потреба и направено, но интересен е во однос на мотивите и последиците од што произлегува потребата за носење на ова предлог измена на законот за концесии и јавно-приватно партнерство. Ќе навлезам малку и посуштински подоцна во самите измени на законот, но најнапред за ова. Од каде доаѓа самата потреба? Овој закон доаѓа бидејќи ова е еклатантен доказ за неработењето и неспособноста на оваа власт. Буквално. Имаме ситуација што е една на централната власт директно пресликана на локално ниво преходно. Да се завршише работата преходно, ќе беше завршено. Не е така, ја убаво се сеќавам. Имаше конкурси, па понатаму многу проекти од локалната власт тогаш предводена од СДС, па понатаму со нив се аплицираше, па нив, како не, кој е таа општина што ќе каже дека нема спремен проект за финансира и изведе? Овдека изведбата се прави од страната на ТАВ. Патем кажано, да повторим уште еднаш за јавноста, овие средства доаѓаат од тоа што владата се откажа од изградбата на карго аеродромот во Штип. И рекоа ќе ги пренасочиме во инфраструктурни проблеми. Знам многу добро, бидејќи во Карпаш требаше да има два. Едното беше еден деценијски проблем, што исто така беше наследено само со плочникот во Влај, повеќе милионски проект, кој што беше одобрен. И таму, како и во сите други случаеви, имаме недозавршена работа. Да беше некој да го обмислил проектот како што треба, да ги испланирал активностите, да си ги знаел своите капацитети, немаше да има потреба од овој закон. Како што рече колегата преходно, овде останаа средства кои што сега треба да се пренаменат за да не пропаднат парите. Идентичната ни е ситуацијата на секаде. Да не се повторуваме со извештаите на ДЗР по однос на искористеноста на средствата за капитални за капитални инвестиции. Да подсетиме јавноста колку милиони, десетици милиони евра секоја година плаќаме врз основа на камати за неискористени одобрени финансиски средства. Да подсетиме јавноста и тоа како оваа власт планираше. Доколку вие имате синхронизирани активности, додека имате проекции, доколку имате соодветен план и динамика на реализација на инвестициите, нема да имаме ваква ситуација. Ова е само еден убав момент да направиме компарација на она што ни се случува. Добро е сега што ќе се направи ваква можност за да можеме да реагираме и да бидат пренаменети средствата во проекти што реално би можеле да бидат изведени, а имавте доволно време. Не се сложувам дека се само толку месеци, бидејќи имаше многу повеќе време. И имате ситуации кај што се случуваат, кај што не можат за реализација на проектите преходно. Прашањето е одговорноста на оној што ги одобрил преходно, а тоа беше во владата. Се аплицираше во владата, направивте посебно тело и они се гледува што е најголем приоритет за изведба во општините. И се покажа тотална грешка. Се покажа тотална грешка, бидејќи оваа влада така прави. Не прави разбазана анализи, ќе зборим за извештајот на Европската комисија, ќе ги видите дали имате или имате отсутство на анализи. Како ги носите одлуките? Какви последици имаме од истите? И овдека имаме класичен, еклатантен пример, кај што ќе можеме тоа да го укажеме. Од аспект на самиот закон, со предлог законот, ево уште еднаш малку подетално, за концесии јавно-приватно партнерство се врши доуредување на одредбите за склопување на анекс договорот, за концесија со кој ќе се овозможи до искористување на средствата наменети за финансирање на специјални проекти од јавниот интерес. Има измени во членот 1, кај што се додава нов член 41, со кој се уредува можноста за измена на договорот за концесија од страна на владата како концедент, а во преходно направена анализа на проценка на економската и функционална оправданост и по преходно обезбедена согласност од концесионерот, она што беше преходно кажано. И сега кажете ми, ако некој преходно проценил, демек направил анализа, функционална оправданост, како можеме да имаме ваква ситуација? Еве објаснете ми. Дали била погрешна анализата преходно, или сега се соочуваме со проблем, па мораме да импровизираме? Колку вакви случаи ги имаме? Кажете ги барем на број. Можеше барем да добиеме од Министерството некој детал плюс, со кој што имаме и ние, и јавноста уште еден доказ со какви последици се соочуваме од работењето, односно неработењето на оваа неспособна власт. Ви благодарам.